Вашата изјава после гласањето рековте не бегаме од одговорност, мислевте на СДСМ, на кого поточно? Па мислам на СДСМ, ние што сме од СДСМ, инаку околу изборните резултати. Апсолутно, затоа што не може ни да се повикуваат на одговорност, ни да бараат нешто луѓе кои не се во СДСМ. Да речеме има луѓе кои не се во СДСМ, кои се или наши директни противници или исклучени од СДСМ, тие имаат право да си формираат партија и да си разговараат во нивната партија што ќе биде, кој ќе биде претседател, какво ќе биде составот на раководството, да си направат конгрес и така натаму. Тоа е нивно право, не им го спорим, меѓутоа тие право за да коментираат што ќе биде во СДСМ немаат, бидејќи не се СДСМ. На кого мислите? Па зборам за повеќе поранешни функционери кои пишуваат колумни за СДСМ, а кои практично со своето делување се доведоа по сила на статут да бидат исклучени од СДСМ. Господин Вучковски? Апсолутно, и на него, и на Стојче Јакимовски, и на други луѓе. Значи, кои статутот ги исклучи СДСМ, и тие имаат можност да се коментираат за евентуално новата партија која ќе се ја создаде, што би било. За СДСМ имаме право да коментираме ние што сме од СДСМ. Добре. И јавноста нормално која има право да има. Демократски и секој да коментира. Ние не бегаме од одговорност. А сите им е јасно дека во СДСМ во мај има конгрес на партијата и ние на тој конгрес на партијата нормално респектирајќи и волјата на гласачите и она што се случуваше ќе имаме работи кои ќе ги преземеме. Меѓутоа сега се наоѓаме пред втор круг и нашата цел во овие 2 недели е да постигнеме што подобар резултат за СДСМ во вториот круг во многу општини каде што имаме можност да победиме. Постојат повици на социјалните мрежи дека е неопходно заменување на лидерот на СДСМ. Бранко Црвенковски, согласувате ли со тие повици? Јас никош не сум се согласувал со повиците за заменување на Црвенковски. Тој став сум го аргументирал многу пати зошто тоа е така. Со тоа што реално Црвенковски го зема најголемиот товар на себе во овие 4 години, вложи многу труд, меѓутоа очигледно дека имавме работа и со сериозен противник од надвор и со низа на внатрешни противници кои оваа власт не ги генерираше. Меѓутоа ние не бегаме од почитувањето на волјата на гласачите. Ќе има конгрес и на тој конгрес ќе се расправа за сите работи. Така што што значи таа изјава ваша не бегаме од одговорност? Па не бегаме од одговорност. Логично е ако е некој и заслужен за победите и заслужен за поразите, тоа е пред се раководството на партијата. Сметате дека проблемот е во раководството или во оние нерегуларности и злоупотреби кои ги споменавте вие, кои ги споменуваат невладините организации? Сметам дека има и објективни проблеми, значи кои се наметнати од карактерот на владење на оваа власт на ВМРО-ДПМН, која стана машина за гласање, значи тие само со тоа се бават, тоа им е важно и кон тоа се посветени и усоврши еден систем прилично добро. Меѓутоа апсолутно резултатот покажува дека има и субјективни слабости во СДСМ и ние како раководство тоа не можеме да избегаме. На кој мислите субјективни? Па мислам дека очигледно е дека дел од гласачкото тело се уште е по прифатлив ВМРО-ДПМН. Ја не можам да кажам дека сите оние што гласале под притисок за ВМРО-ДПМН, затоа што тогаш би се лажеле самите себе си. Тие направија изборни манипулации, меѓутоа ние како партија, голема партија, СДСМ имаме обрска после ваков резултат да не бегаме од соочувањето со нашата одговорност. И тоа ќе го направиме тогаш кога ќе дојде ред, а тоа е во мај месец, за некои 2 месеца ќе биде. Сега во овој период сме фокусирани апсолутно на тоа да постигнеме што е можно подобро. Се гледате ли како евентуален нов лидер на СДСМ? Не, јас се гледам како човек кој е соодговорен со Бранко Црвенковски за сите оние работи кои во овој период партијата и добри и лоши ги помина и од тоа нема да избегам. Тогаш и одговорноста кај вас ја барате? Ја барам и кај... Инсистирате постојано на одговорност? Одговорноста во демократска земја мора да биде кај секој оној кој се бави со политика. И кој презел некакви одговорности. Не можам да кажам ја дека нашиот член, не знам, во Чешиново Облешево е поодговорен од мене и од раководството на партијата за состојбите, без разлика колку труд сме вложиле, колку сме се труделе. Сите тие работи се нешто што ние, тој што се бави со политика, треба да ги земе пред да почне со тоа да се занимава. Меѓутоа,
да оставиме ќе има конгрес за 2 месеци, таму ќе се работите искажат и мислам дека тоа е најдобриот начин да СДСМ демонстрира зрелост после изборите. Сега, повторувам, во овој период, овие 2 недели, исклучително важно е да се добие центар, да се добие Велес, да се добие Куманово, да се добие Кочани. Карпош го заборавив. Не го заборавам Карпош, поради тоа што јас сум таму кандидат, таму ќе се борам до крај да во Карпош победиме и бидејќи изборите почнуваат од нула во Карпош. Свесен сум дека практично се споени 2 тешки противници. Бивте умилен градоначалник во Карпош, но беше и господинот Јакимовски. Па видете, тешко ќе биде битката. Тешко е секогаш против тоа ми е теза уште одамна ја зборувам против актуелен градоначалник. Позади кој има резултати. Е секогаш тој што е актуелен е тешко да се борите, особено во ситуација кај што господинот Јакимовски изигра нечесно поради тоа што го зема од СДСМ тоа што му требаше. И кога најмалку требаше му го удри ножот на СДСМ во грб, размислувајќи прагматично што е добро за него. Јас имам обратен концепт, обратен начин на размислување. Сметам дека кога сум влегол во одреден тим, треба да дадам максимум за тој тим да постигне што е можда подобар резултат. За мене е големо задоволство што и со оние проблеми што ги имаме и со преполовена партиска организација од страна господинот Јакимовски таму, успеав да го победам ВМРО ДПМН и Јагнула Куновска и тоа е нешто што ми дава за право дека сме постигнале исправен потек, сме направиле исправен потек за да кажеме дека прво Карпош ни е значаен како бастион на СДСМ и второ дека ние не играме под маса, туку ги кажуваме работите онака како што се. Тој не е наш кандидат. Дали ќе победи или ќе изгуби, времето ќе покаже, имаше предност во првиот круг, меѓутоа она што е сосема сигурно е дека иднината на СДСМ не е со луѓе кои правеа вакви низена постапки во изминатиот период. Иднината на СДСМ треба да бидат оние луѓе кои во најтешкиот период го вложија најголемиот труд. Ајде околу го споменавте господин Бучковски, во комбинациите и господинот Јакимовски, па бизнисменот Минчо Јорданов. Гледате ли? Чудна е комбинацијата, пошто таа комбинација долго не се трпеше, ама добро, се слуша за таква. Гледате ли трет пат на вистина во оваа комбинација создавање на некоја партија која би одзела дел од гласачкото тело на СДСМ? Кои се вашите информации? Ќе се создаде ли ваква партија? Па не знам дали ќе се создаде, има информации дека нешто се подготвува. Секој што сака да си направи партија, нека излезе на политичкиот пазар и почесно е да направи партија, туку да работи субверзивно против партијата која го направила некого премиер, министер, градоначалник или не знам што повеќе пати. Она што можеме да кажеме дека нашите анализи покажуваат дека и сега преку така наречени паралелни кандидати околу 50.000 гласови се одцепени од СДСМ освои 300.000 гласа и околу 50.000 гласа преку овие паралелни кандидати се одцепени од страна на СДСМ. Дали некој ќе се реши да тоа го проба како партија, бујрум, нека повели, па ќе видиме на крај кој ќе биде исходот. Јас само сакам да истакнам дека СДСМ сепак е многу повеќе од прост збир на гласови, е идеологија и мислам дека тоа е бренд кој е многу посилен без разлика на бочните удари и на ситните пакости, понекогаш со крупни последици во моментот кои се обидни. Голема е штетата. Штетата е голема, меѓутоа знаете како не можете да гарантирате за сите луѓе, на крај краишта во одреден период гледате кој од каков материјал е направен и која му е точката на топење. Погрешни проценки ли се тогаш правени, сметате? Апсолутно. Кога такви луѓе биле именувани на сериозни големи функции. Погрешни, меѓутоа од секогаш најтешка работа била кадровската политика и тука нема идеален пристап. Јас можам само со жалење да констатирам дека луѓето кои најмногу добиле од СДСМ го забиле ножот на СДСМ тогаш кога му биле најпотребни, а луѓето кои што најмалку добиле од СДСМ, кои што и ден и ноќ трчаат за партијата на терен, тие се најлојалните следбеници на партијата, ама тоа е во судбината на човештвото. Не примерите уште од Јуда постојат и ќе постојат до крајот на светот. Добро, јас благодарам за овој интервју. Благодарам вам.